Ке зборуваме за жешки теми, како што реков, меѓутоа емисијата сепак ја започнеме со една убава и интересна вест. Јавното предпријатие Македонска радиодифузија прославува 10 години од своето постоење. Тоа се луѓето кои што се задолжени за ние да ја гледаме убаво телевизијата, односно да ги чуваат репетиторите и цела Македонија да биде покриена. Да видиме како ја прославија оваа 10 годишнина. Сега сме едини, Сдруженијето на новинарите, оваа постава започна агресивно, ке приложили така, дали ќе го видиме? Белиот ден на тој синдикат, дали може би веќе се потрудите да малце ги освестите новинарите повеќе? Па се надевам се, не би рекол агресивно, ама амбициозно може би. Право да ги користи. Дали Советот за радиодифузија ги има во предвид сите овие состојби во македонските приватни медиуми сега во моментот и што е со она најавено ревидирање на лиценците за емитување? Ке се работи ли на тој план? Забележам дека кога зборуваме за Еснафот, кога зборував за новинарите, зборував за луѓе кои што си ја гледаат оваа професија како нивна професија, односно треба да се градат во оваа професија и многу ретко се гледаат надвор од неа, што не е во последно време случај, господин Саша Ордановски. Многу новинари доаѓаат во професијата туристички, со намера да завршат на некое портпаролско место, со намера да завршат портпароли на некои големи бизнис корпорации. Многу малку се оние луѓе кои што, како што зборува господијата Шопар, се надеваат дека еден ден ќе ги прават тие сериозни теми. Каков е вашиот став околу медиумите во Македонија, новинарите што тие работат? Мојот став најдобро одразува атмосфера во оваа емисија. Погледате колку е цивилизирана, тивка, секој се изслушува, издишани сме сите однака. Дали имавте избор кога ги подпишувавте да говорите или еве како новинари, односно вие бевте уредници, имавте под себе и други новинари, дали имаат избор кога подпишуваат да коментираат околу договорот или околу условите за работа или воопшто дали им се слуша гласот или едноставно треба да речат фала ви многу што ме пријавувате воопшто? Не ве разбрав дали имаат избор, мислите да подпишеме или да не подпишеме? Токму така. Се разбира дека секој има таков избор. Меѓутоа кој е останеш без работа. Да, кој е другото да останеш на работиш, ако не подпишеш нема да работиш. Нема да работиш, така. Меѓутоа сакам да продолжам. Прашање јас, господине Виктор, директно без пардон. Како работат приватните медиуми, како носат реклама? Кога сме веќе кај ова? Зошто ни се случуваат персони како што господинот Сашо, кои што имаат станови, коли и така натака? Како работат приватните медиуми? Не, ја споменавте Македонската радиотелевизија, која што јавно излезе и кажа. Значи, Што не е во ваше време? Морам да реагирам, зошто да реагирам? Не сакав, меѓутоа еве морам да реагирам, бидејќи така се вика емисијата без пардон. Споменавте дали знаеме колку чини една емисија. Добро, еве вие сте директно во приватните електронски медиуми вклучени, како се прават емисиите во приватните медиуми? Дали мислите дека приватните медиуми одвојуваат пари од джеб или пак емисиите секогаш се прават прво се наоѓа спонзорот кој што ќе плати се, а потоа се прави емисија? Значи, нормално, имате независни продукции, лични проекти и така надо. Но сега ви поставам едно ваше прашање во врска со ЕВН. Дали за вас е корупција ако однесе ЕВН 30 новинари на 7-дневно шетање, што се случи, или ако некој газ, да се вика Виктор Грозанов, земе 200.000 евра од ЕВН и вика не се секире на мојот медиум, нема да иде тоа што треба или не треба? Не е така, просто како вие што се обидувате да го кажете. Корупција ако ги однесе 30 новинари, ако ги наполни со по 2.000 евра и ги услови да пишуваат тоа што он го сака. И ако тие напишат тоа што е не ако тоа иначе вака како вие што го поставувате звучи како да е тежок криминал, ама не мора. На емисијата што мислите ли дека и вашата работа ќе можеби малку ќе придонесе да... Ние нема да промениме ништо, ние мораме да се промениме и како Совет на честа мора да бидеме со пресканса. Мораме да ги ставиме и медиуми. Самоволието на собствениците на медиумите оди до бескрај. Да се надеваме дека ќе бидеме оставени да работиме, а дека единствен кој што ќе има право да ни суди, кој што ќе има право да не менува, кој што ќе има право да посочува со прст на нас како новинари дека не работиме добро, ќе бидете токму вие, односно само и единствено публиката. Следниот понеделник повторно во 21:15 без пардон со нова тема. Ви посакувам пријатна ноќ.